Даваме константна подршка на училиштата на територија на општина Карпош. Општината издвои 1,5 милиони денари за набавка на електронска опрема, а тоа се 17 смарт табли со проектори, држачи, кабли и така натаму, 6 лаптопови, 5 LCD проектори, ласерски печатачи, натаму платно за проекција кој се монтира на зидот, ламинатор А3 и А4 формат, сет тастатура со глушец, надворешен уред за складирање, 4 комада, А3 портабл, 3D скенер, исто така 2 комада, се значи ова чини негде 1,5 милиони денари. Нема да застанеме тука, ќе се потрудиме да во секој училиште обезбедиме по 30 нови компјутери, значи училниците кои што се за компјутерски науки да бидат со најсовремени компјутери. Ќе ни остануваат да набавиме уште 128 на смарт табли, веројатно ќе одиме на смарт телевизори, уште 128, и тоа значи сите ученици од трето оделение па нагоре ќе имаат смарт табли или пак смарт телевизори, се со цел да уште од најрана возраст учениците се запознаат со електронските уреди, затоа што ова е ера на тоа електронска доба. Веќе зборуваме за вештачка интелигенција која што нашироко се применува веќе во светот, во модерниот свет, а добро е ние да земеме чекор со овој развоен тренд. Покрај тоа ќе се веќе во 4 односно 7 училишта имаме фотоволтајзи. Ќе се потрудиме сите училишта да имаат фотоволтајзи, бидејќи овие смарт табли, смарт телевизори ќе ја зголемат потрошувачката на електрична енергија. Тоа значи да не го зголемиме опторетувањето за потрошувачка на електрична енергија на училиштата. До сега реконструиравме 4 училишта. До нова година очекуваме уште 2 или 3 да реконструираме, а наредната година да завршиме со сите 10 училишта, што значи дека секој училиште ќе има, секој училница ќе има смарт табли, сите училишта да бидат реновирани и сите училишта да имаат фотоволтајзни уреди со кои што ќе се намали потрошувачката на електричната енергија. Жал ми е што повторно имаме високи сметки за парно грејење, односно сите заедно училишта должат некаде околу 200.000 евра за грејење, и апелирам и до родителите и до сите, ако заштедиме, ќе имаме повеќе средства да вложиме токму во опремување и во подобрување на знаењето на учениците во училиштата. Јас сериозно планирам да седнам со представниците на ЕСМ, затоа што ние во дел од училиштата имаме алтернативни извори на енергија, а ако вака продолжат сметките, ние ќе мора да се префрлиме на тој начин на грејење, затоа што за една година, минатата година, некои 100.000 евра доплативме од страна на општинскиот буџет, а немаме обврска тоа да го правиме, затоа што тоа е обврска на Министерството за образование. Сега повторно доаѓаме во ситуација да дадеме 200.000 евра повеќе средства, кои што буквално ќе отидат во джебот на ЕСМ, а наместо тоа да го обезбеди владата преку блок дотациите. Замислете, минатата година 100.000 евра и оваа година 200, тоа се 300.000 евра. Замислете како со 300.000 евра технички би биле топ опремени сите училишта на територија на општина Карпош. 2011 и 2012 се реконструирани училиштата во општина Карпош. Сега повторно доаѓа на ред на реконструкција. Сметате ли дека тоа е голем период, на 13 години се врши реконструкција? И зошто е тоа така? Па како не е? Училиштата најголем дел беа изградени меѓу 1945 и негде 70 година. Таква голема реконструкција беше направена 2011-2012, кога јас бев градоначелник. Конкретно ово училиште ги гледате овие стубови. Може да ги снимите. Значи, остане училиштето само на овие столпчиња. Се сме срушиле од нова кошулица на подовите, бидејќи беше целото од дрво, значи го иззидавме, од надвор ставивме изолација. Погледнете ги прозорите. Еден прозор во едно училиште нема попуштено, затоа што се овие квалитетни рехау прозори, значи ставиле најквалитетни прозори со тројструно стакло, со four season стакло, реновирани и тоалети и така натаму. Тогаш потрошивме 5 милиона евра. Ако 2011-2012 сме потрошиле
рачуните за такво реновирање денеска ќе ни требат најмалку 11-12 милиона евра. Сега имаме помала обврска, значи ги средуваме тоалетите и ги фарбаме училиштата тамо каде што има потреба да се истругаат, да имаме ново оглетовање, евентуално кај има потреба од замена на подови, каде што се со линолеум училиштата, значи тоа големо реконструирање беше тогаш 2011-2012, што значи дека 12, евентуално 13 години, тоа е многу долг период. Реално, ние треба училиштата да ги фарбаме секоја година. И заборавив да кажам дека секое училиште што го фарбаме со антибактериска боја.